Расположението не е многу високо, меѓутоа ќе се подобрува бидејќи доаѓаат ударни работни денови оваа недела, која ќе треба нешто и да завршите за да си заслужиме на први платите, а првиот еве го кае следниот понеделник. Во таа смисла Дејан Андоновиќ, добро утро. Да одработиме платата. Да одработиме платата. Викендов помина, ми се чини дека најмногу одекна онаа вест на Ердоган, од една страна отвори индустријска зона со 46 фабрики за еден ден. Ни Александар Вучич не успеа толку според Пинг. Добро, тоа е Турција. Јас нема да заборавам кога сум шетал некои од турските градови, понекогаш фабричките огради, да речеме во Измир, например. Возиш со километри додека заврши фабричката ограда на некој од тие погоди, така што тоа е Турција. Но од друга страна, Ердоган за еден викенд истера и ги се закани дека ќе истера 10 амбасадори. Издаде наредба до Министерството за надворешни работи да ги прогласи за персона нон грата 10 амбасадори на 10 западни политички, речено западни држави, меѓу кои се нели САД и Франција и Данска и Германија и Холандија. Што е причината? Причина за тоа е нивниот коментар дека еден од уапсените Осман Кавала, личноста која стои зад неуспешниот државен удар во 2016 година, нели кога се обидоа да го урнат Ердоган, но и неколку протести меѓу кои беа оние на Таксим, дека стоел зад нив, дека бил организатор, поради тоа е уапсен, но без обвинение. Тоа е 4 години во затвор без обвинение. Лично го познавам Осман Кавала и се работи за еден фантастичен интелектуалец, човек кој што долги години е публицист, самиот пишува, издавач и така натаму, еден човек со високи демократски стандарди, активист граѓански и така, сега веќе не е ни толку млад, бидејќи ова се и пред децениите и така натаму. Тој инаку уапсен од тоа што јас го знам за него, е уапсен заради негови наводни контакти со западни разузнавачки служби кои Ердоган ги сомнечи дека стоеле за обидот за државен удар, нели и така. Меѓутоа парадоксот на сето тоа е што навистина Кавала се држи со години, за него инаку се потпишува петиции, дигната во Советот на Европа има дури и прогласување дека тој не е виновен и врз основа на тоа амбасадорите побараат тој да биде пуштен. Проблемот е што никако нема обвиненија, а веќе 4-та година лежи во притвор, во затвор и така и сега нормално Ердоган е многу чувствителен на тие теми, бидејќи тој смета дека тоа беше и како што беше сериозен обид за негово уривање. Речи си беше урнат од власт. Стотици илјади луѓе се уапсија, стотици илјади се смени целото ткиво на општеството, бидејќи беа неколку илјадници и суди и војници и еден интелектуален крем. Сега едно е политичките пресметки така натаму и тоа е сигурно главниот дел на приказната, но другото е што Турција е земја која што во последните децении неверојатно се развиваше во една образовна, во една интелектуална смисла, во смисла на овие сите членство во НАТО, сила регионална нема сомнеш, но почнува да игра и на глобална тема. Што е сега резултатот со овие протерени амбасади? Како ќе се одвива? Бидејќи колку што разбирам побараа објаснување разни држави американците. Кој Стейт департментот се бајле побара, зашто станува збори со кое да кажеме, ајде условно речемо, но еден обичен речник со кое право сакате да ги протерате нашите амбасадори. За сега останува Министерството за надворешни работи, тој ги повика сите министер за надворешни работи на Турција, ги повика амбасадорите да објаснат зошто му даваат поддршка. Значи повторно ќе кажам, тие се уште не се протерани, но Ердоган даде изјава дека му дал налог на министерот за надворешни работи да ги протера, па ќе видиме у текот на денот што ќе се случува. Но она што е интересно кај Турција е што Турција некако почнува да игра и отворено против Европската унија и против Западот и пркоси дури на Соединетите Американски држави. Ова е една од потезите и она што веројатно е повторно закана која лепди над Европа цело време, заканата на Ердоган дека оние 3 милиони мигранти кои се наоѓаат во камповите мигрантски во Турција може да ги пушти. Веќе тие одат на кај Европа и ние имаме изминатиот период проблеми во Европска
Европската унија зборам, Полска и Литванија особено, каде што преку Белорусија се обидуваат да влезат Добро, во Европа. тоа се познати приказни, но она што всушност треба да го загрижува Ердоган е состојбата со економијата во Турција, значи од една страна огромен комплекс на отворени нови фабрики, но од друга страна лирата паѓа, инфлацијата раста, не знам кој поред вице-гувернери и гувернери на Турската народна банка за последните 3-4 години на 6 месеци ги менуваат, ајде се импровизирам. Да, така е, на 6 месеци, точно. Веќе вестите не ги нотираме. Да, и тоа се главно многу блиски луѓе на Ердоган, дури и зетот едно време беше сега и не сум проверил дали уште таму во врвовите на Народната банка, а сепак економска стабилизација Ердоган не може да постигне така каква што сака. Па предпоставувам дека бегалци, пандемија, војни, инфлација, геостратешки надмудрувања, дека е тоа како и во многу други земји е така измешано што предпоставам дека на Ердоган баш кај што постои притисок од опозицијата се разбира, тој го изгуби Истанбул е и Анкара, Истанбул, големите градови ги за. Се што ми се чини дека Ердоган игра на картата како да полека им го врти грбот на западните, зборувам политички западните држави. Подолго време се во конфликт со Франција директен, дури тоа е на ниво на непријателство. Од друга страна, Ердоган е многу близок до Москва, но и е близок, почнува да биде близок и до Кина, како да преку Кина сака да компензира нешто што зборувавме сега за инфлацијата, не сум стручен за економијата да зборам, но Ердоган игра огромна регионална улога. Било која суперсила која сака да има контрола врз тој регион таму, мора со Турција да игра, така да ми се чини дека Путин и Ердоган се многу блиски повторно, иако еден период околу Либија пред се кога беше војната беа на различни страни. Си рушија ти и авиони. Си рушија и авиони, некоја па минатата година. Не, пред 2 години беше. Тој ги приближи после тоа, ми се чини. Па потоа ги затопли односите и така. Ке видиме, а мигрантската криза, особено последната вест дека и Германија ќе ги подигне. Европска унија одбива да става бодликави жици на границата на Европската унија со остатокот од каде што доаѓаат мигрантите. Тоа го бара Полска и Литванија, и Германија од утринава ја видов таа вест, сака да ги зголеми силите на границата, бидејќи стравуваат дека од Белорусија влегува голем број на мигранти. Сега таму им дава туристички визи, ако не се дава туристички. Но ќе видиме што ќе биде. Урсула фон дер Лајен само децидно рече дека Европа нема намера да дига некакви граници, а со мигрантите како ќе се договорат, тоа ќе видиме. Добро. Се смени инаку, само и со таа реченица да завршиме, се смени и составот на мигрантите. Порано доминантата година тоа беа и доминантно семејства кои што бегаа од средна класа беше. Така, добро, сега се веќе тоа мажи кои што се дојдени да бараат работа низ Европа и тоа исто така. Кои може да бидат искриени кели на некој тероризам од што се стравува. Се што може да биде, но најголемиот дел од нив сепак се луѓе кои што имаат мака и кои што доаѓаат по решенијата на мака на европскиот континент. Кој се нема мака, сите имаат мака, само некој поголемо, некој помала. Треба да им се помогне на сите оние кои што се разбира имаат реални проблеми, особено кога се во прашање и семејства и сето тоа, но ќе видиме како ќе се развива